Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ќе зборуваме за тоа на што ја трошиме залудно својата енергија. Целта не ми е нити да осудувам, нити да критикувам, туку едноставно да поразговараме за искуства, за ситуации во кои сме се нашле сите ние, во кои во одреден период сме ја трошили и расфрлале својата енергија залудно, не некако да го освестиме тоа за да ја користиме својата енергија во нешто продуктивно и нешто креативно. Најпрвен сакам да посочам дека енергијата можеме да ја трошиме на работи кои што интимно ни се важни и значајни, меѓутоа исто така можеме да ја трошиме и на другите. И во ова видео повеќе ќе се задржам на тоа како ние ја трошиме енергијата кога сме во мислите, кога сме во главата, кога го трошиме своето време и кога тоа не е поврзано многу со другите. Енергијата ни се троши кога живееме во минатото. Може би сегашноста не ни е поднослива или ни се случува нешто што не го разбираме, не умееме да се носиме, па се враќаме назад во минатото, идеализирајќи го минатото, зборувајќи за тоа дека тогаш било поинаку, тогаш било прекрасно, иако често има влијание и тоа што сме биле помлади и некои работи ни биле поедноставни и полесни, така може да живееме и во минатото поради тоа што ни оставило некакви трауми, поради работи кои не сме ги завршиле, поради нешта кои не излегле како што сме очекувале, поради ситуации во кои не сме реагирале како што сме очекувале или денес гледаме така, па може да заглавиме во осуда, во критика, во обиди да го поправиме, иако на свесно ниво знаеме дека не можеме ништо да поправиме, ништо да промениме, или пак се обидуваме да го избришеме, да го заборавиме, иако знаеме дека и тоа не оди секогаш така, туку му треба време да се isprocesира, да се исцели и да остане таму каде што му е местото во минатото. Но како и да сакаме да го заборавиме и да сакаме да го поправиме и да сакаме да се врати во сите тие ситуации, ние залудно трошиме енергија. И вре, разбира, овде не мислам дека треба спомените да ги избришеме целосно, да ги заборавиме, што исто така е залуден труд, исто така не мислам дека не треба да се сеќаваме на ситуациите, па и на тие кои биле убави, и на тие кои биле помалку убави. Искуствата од тие ситуации, она што сме го научили, не довеле до тука каде што сме. Тоа се само спомени, тоа се ситуации кои што биле какви што биле, поминале и остануваат таму каде што им е место. Сите наши обиди да ги вратиме се залудни, односно залудно трошење на енергија. Како што трошиме залудно енергија кога сме во минатото, исто така трошиме залудно енергија кога сме премногу во иднината. И тоа во неколку различни ситуации. Можеме да заглавиме во тоа да креираме иднина која што ќе биде премногу светла, која што ќе биде резултат само на нашите најголеми фантазии, желби, потреби, па да сонуваме за таквата иднина, заборавајќи што ни се случува реално во сегашноста и дека иднината сепак ќе биде некаква последица на ова што ни се случува и што го правиме денес. Ако сме во некакви стравови, во некои тегоби, да креираме иднина која што не е светла, која што е мрачна, која што ќе не плаши, некои сценарија кои што најверојатно никогаш нема да се остварат. И на тој начин пак се обидуваме да избегаме од себе, од сегашноста, од нешто што ни се случува, од нешто што не можеме да го носиме. Пак не треба да претераме, па да заминеме во тоа дека ние не мислиме на иднината, дека е погрешно да се мисли, дека ние не ја планираме, дека немаме големи фантазии, големи желби, дека не посакуваме се да биде најдобро. Меѓутоа, да бидеме свесни дека тоа е само една од опциите, дека тоа се нашите желби, дека тоа се нашите соништа, што не мора да биде така. Исто како што најверојатно нема да биде така ни се она што го замислуваме во нашите црни сценарија за нашата иднина, се разбира ако сме во некој таков период, во некоја таква фаза кога ни е мрачно, кога ни е тешко. Во ред е да се очекува нешто од таа иднина, во ред е да се планира нешто, во ред е да се сонува, меѓутоа да се оди премногу во иднината, да се пропушти сегашноста и она што сега ни се случува, или да се фокусираме и да ја трошиме енергијата на планирање, на притисок, тоа да биде испланирано целосно, тоа се од нас зависи, ќе биде вака, ќе биде така, или ова што сега го правам и го живеам, мора да вроди со плодови во иднината,
Сите тие такви оптоварувања насочени кон нашата иднина, која што се разбира не можеме целосно да ја предвидиме, нити целосно да ја искреираме, може да не доведат до тоа залудно да ја трошиме својата енергија. И за едното и за другото, како што знаете, лекот е да се живее сега и овде, најмногу колку што се може. Минатото и иднината да ни бидат некакви коректори, да ни бидат нешто што ќе не води напред, да ни биде нешто што ќе ни помага, нешто што ќе се инспирираме, што ќе не подсетува кои сме биле, какви сме биле, во нашите желби и визии, да се видиме такви какви што можеме да бидеме и сепак да имаме капацитет да се носиме и со реалноста и со се што ни се случува сега и овде, и сега и овде, некогаш биле иднина, па ќе бидат минато, и ништо не добиваме ако не ги живееме во моментот, туку ако постојано сме во минатото, копајќи во нешто било, или пак постојано живееме во иднината, или можеби се шетаме од едното до другото. И во едната, и во другата ситуација, не само што трошиме залудно енергија, не само што енергијата ни оди некаде, а не знаеме каде, се чувствуваме потоа изморени, затоа што не е лесно постојано, нели, во мислите да се пречвакува нешто што било или да се планира нешто што ќе биде, особено ако сме преоптоварени со така наречените негативни емоции. И во едниот и во другиот случај ние трошиме залудно време. Постојат многу начини времето да се троши залудно. Најчесто кога трошиме залудно време се правдаме со другите, меѓутоа тоа не е тема на ова видео. Во ова видео сепак ќе се задржиме на тоа како ние го трошиме времето независно од другите. А ова што досега го зборував со живење или патување постојано во минатото и во иднината е навистина залудно потрошено време, во кое не сме присутни во тоа што се случува во моментот. Значи, не само што залудно ја трошиме нашата енергија, затоа што нашиот ум ги приработува сите тие слики и креира сите тие планови, нашето тело и нашата душа ги пречвакува сите тие емоции и во сето тоа трошиме и време. Времето и вака и така си минува. Многу е битно дали ние тоа време го вложуваме во нешто во што уживаме, во нешто што ќе научиме нешто ново, со нашите блиски, со пријатели, во прошетки, во одмор, во време за себе си, или пак го трошиме, правејќи си себе си дополнителни предизвици, дополнителни фрустрации и проблеми, кои што и не се дел од сега тоа што го живееме. Значи, не само што трошиме енергија, туку ние трошиме и време. Времето секако ќе помине, а од нас зависи каде ќе го вложиме или како ќе го потрошиме. И на крајот на криштата зависи и од тоа како ние се чувствуваме. Дали ние се чувствуваме дека сме го вложиле или сме го потрошиле времето. Па кога веќе имаме некаков избор, тогаш според мене е подобро да го вложиме тоа време во нешто, отколку залудно да го потрошиме, па потоа да се обвинуваме, критикуваме, осудуваме. И ова е директно поврзано со нашето немам време, исто како што претходно, нели, немам енергија. Многу често не се работи за тоа дека ние немаме енергија или дека немаме време, туку дека неадекватно ги трошиме на работи кои што на крајот на денот ќе сватиме дека не ни се ни битни. Меѓутоа, тоа ни одзело време кое што сме можеле да го искористиме за нешто сосем друго, за нешто покреативно. Не е битно на крајот на криштата колку време поминало, колку време сме посветили на нешто. Битно е како сме го направиле тоа. Колку квалитетно, колку присутно, колку свесно, колку посветено сме биле во времето во кое што ни било дадено на располагање, односно во сега и овде. И во сите овие ситуации можеме, како што кажав, да дојдеме до тоа да се критикуваме, да се осудуваме, да се чувствуваме разочарани затоа што сме потрошиле енергијата или времето залудно, меѓутоа исто така можеме да влеземе и во самосожалување, особено кога размислуваме за она што се случувало во минатото. И кај сите можеме да најдеме во минатото многу работи кои од сегашна перспектива подобро ги разбираме, поинако сме можеле да ги направиме. Можеме да најдеме многу приказни во кои во односот со другите не сме реагирале адекватно, сме дозволиле да бидеме искористени или повредени, кои не сме покажале доволно знаење, доволно умешност, доволно вештина.
ni se случувале тажни и тешки моменти што е така е дел од реалноста. Или пак да отидеме и во таа насока дека нас, животот, Бог, универзумот, како сакате, зависно во што верувате, не биле наклонети. Само сожалувањето нема никаде да не доведе. Се она што било порано, се она што сме направиле, сите односи во кои сме влегле, сите ситуации на кои сме реагирале неадекватно или сме реагирали како што сме знаеле, тоа е дел од минатото. И сега можеме да избереме дали ќе се разбереме себе си, дали ќе се прифатиме такви какви што сме биле, со сето тоа што сме го знаеле, умееле, можеле. Полесно е многу сега да се зборува од една временска дистанца, со едни нови искуства, со една нова мудрост, од различна возраст. Се различни, ние сме различни. И многу лесно е сега да се само сожалуваме, да се критикуваме, или пак сето тоа заедно да го правиме. Често на тој начин можеме да влеземе во улога на жртва, во односите со другите луѓе, во улога на жртва, на животот. Животот не ни бил наклонет, ништо не е било како што треба, другите не прифаќале, сме биле сами, сме биле неспособни, не сме знаеле, немало кој да ни помогне, немало кој да ни даде и така натаму. Ќе влеземе во тоа, можеме да изналепиме еден куп такви само сожалувачки реченици кои што не водат никаде, не држат во место, не мотивираат, не инспирираат и наместо тоа да прифатиме дека е така како што е, односно било како што било, сме биле тие што сме биле, сме научиле нешто од тоа, сме продолжиле, сме били и слаби, сме били и неуспешни, и неумешни и сето тоа е во ред, бидејќи сето тоа е дел од сечи живот. Не е пријатно да бидеме во улога на жртва, особено ако тоа долго трае. Ќе се чувствуваме закочени, заглавени, се разбира дека нема осуда, нема критика, секом може му се случи тоа. Меѓутоа, ако се чувствуваме дека сме завлегле во некоја таква улога, ако тоа трае подолг период, наместо да ја трошиме нашата енергија во само сожалување или осуда или критика или сето тоа заедно, како и секогаш што велам, тогаш да побараме и стручна помош, некој кој ќе ни помогне да излеземе од таа приказна, од таа улога во која ќе се само сожалуваме и да ја насочиме нашата енергија која трошиме во сето тоа во нешто што ќе ни го подобри квалитетот на живењето, сега и овде, независно што и да сме правеле, што и да се случувало, како и да сме се чувствувале во минатото. И понекогаш ни е потребно тоа само сожалување, тие искуства кои сме ги имале во минатото, во кои не сме биле доволно успешни, добри, никој не сакал, никој не ни помогнал, животот не ни бил наклонет и така натаму, за да се заплашуваме себе си за она што ни следува во иднината. Па макар таа иднина да биде и другиот ден. Стравовите кои што останале во нас од некои минати искуства може да не држат во таа една состојба на себе заплашување, во негативно предвидување на нашата иднина. И тоа доаѓа од страв. И стравовите се нормални и човечки, и сите ги имаме. Меѓутоа, тие понекогаш не штитат, тие понекогаш треба да не предупредат, пожелно е да се поврзани со реалноста или со нашите искуства. Меѓутоа, ако ние се заплашуваме, а тоа не е врзано со реалноста, дури да одминат искуства, сега не е тоа минато, не сме ние тие исти луѓе. И се закочуваме себе си да не го правиме тоа што го сакаме, да не бидеме креативни, активни, позитивни, да не одиме напред, затоа што нема да успееме, нема да не биде, не знаеме како, кој знае што ќе се случи, ќе пропаднеме, може би и финансиски, ако почнуваме нешто што е поврзано со нашата кариера, со професионалниот развој, или нема да не прифатат пријателите, ако сакаме да направиме некоја промена или нешто што може би ние мислиме дека ќе им биде чудно. Семејството ќе не отфрлат, ќе не остават, ќе бидеме сами, ќе се чувствуваме сами, ќе погрешиме, ќе паднеме, нема да можеме да се извлечеме. И можеме себе си постојано да се држиме во такви некои стравови, кои реков, некогаш се врзани со реалноста, некогаш се целосно и реални. Меѓутоа, тоа само заплашување ни служи, иако нели чудно звучи, сепак ни служи за да не држи во место. Од некои своји причини ние не сакаме да одиме понатаму, не сакаме да направиме промени, не сакаме да преземеме некоја акција. И
Pоради тоа се држиме сами себе, заплашувајќи се со некои ситуации и со нешто што може да се случи, меѓутоа ние немаме нешто што е убедливо, нешто што ќе ни биде потврда за тоа. Ако можеме сами себе си да се мотивираме, позитивно да афирмираме, да инвестираме во себе, да ги искористиме минатите искуства за да се потсетиме на сите пати кои претходно исто така ни било страв или сме се само заплашували или не сме биле сигурни, сепак сме успеале, постигнале нешто, сме направиле тоа што сме сакале или барем сме се обиделе, па од тоа сме научиле нешто ново, сме стекнале некое ново искуство. Трошиме многу енергија непотребно на себе заплашување, па да пробаме таа енергија која трошиме на тоа да ја свртиме во друга насока, да ја вложиме во тоа да се мотивираме, да размислуваме позитивно, да се поддржиме себе си, свесни дека дури и да се случи дел од сето тоа што го предвидуваме, дека ќе најдеме начин како да се носиме со тоа. Ето, тоа беа 5 начини како ја трошиме залудно нашата енергија и се надевам дека ќе ви послужат да освестиме, можеби во моментот вие ја трошите на некој од овие начини. Целта на видеото е да не потсети, да размениме некакви искуства и мислења, доколку можеме да ја пренасочиме својата енергија, доколку не можеме сами да бараме стручна помош, бидеме подобри луѓе, да имаме поквалитетен живот, да имаме подобри односи со другите, да дадеме повеќе придонес за блиските, за околината, за светот во кој што живееме. Јас ве посакувам се најубаво, ве благодарам што ги следите моите видеа, ставете лајк ако ви се допаѓа видеото, погледнете ги старите видеа, приклучете се на каналот ако се уште не сте го направиле тоа, односно притиснете го звончето за subscribe. И со некој нов видео на ова или на некоја друга тема се гледаме наскоро.